Професор Фрчковски, добро дојдовте. Како сте? Добро те најдов. Денди окей. Супер. Добар. Фала ви многу прво што прифативте да ни дојдете во подкаст, да дискутираме за нас, како организација, представува еден од најважните теми за една држава, заради тоа што сме почнале од таа идеја дека ако сакате да го таа познатата изрека дека ако сакате да го уништите една држава, уништете им го образованието. И затоа ни е баш битно денеска дека ќе продискутираме за овој дел. Во изминатите денови излезе новата ранг листа на топ 2000 универзитети во светот. По втора година поред, ниту еден универзитет од Македонија не е во таа листа. Што мислите, каде е проблем, зошто нашите универзитети константно назадуваат по квалитет и никако да се наоѓаат во топ листите како квалитетни универзитети? Тоа е поврзано со односот со политиката во основа. Не е тоа врзано само за универзитетот сам по себе, туку е политиката едноставно му отсица автономијата и силата на универзитетот, го смета како закана некаква, го смета повеќе како позиција во која се лоцирали или во претходниот систем беше комунистите, социјалистите, односно комуњарите, а во независноста либералните движења се подоминантни. У принцип судирот е константен. Ја од кога памтам по себе имаме судир со Министерството за образование, било оние типови на Груевски што беа тогаш или у три таласа е тој судир. Инаку, универзитетот нас никогаш не бил целосно независен, да се фалиме, да бил некаква позиција да е многу силен и јак. Меѓутоа имал значајно ниво на самостојност и многу подобар кадар, тоа е точно. Но што е најлошо, назадува со кадрите, тоа е точно дека назадува со кадрите. За жал имаме 80% од професориве што се од кадрите на универзитетот се редовни професори, што е ненормална работа. Они треба да бидат негде 25-30%, 70% треба да бидат помлади доценти, асистенти, помлади асистенти и воредни професори. Целото тоа е извртено во една клиентелистичка, кариеристичка, да речеме, бонанца, да се стане редовен професор, при тоа да се, да речеме, некаква рента од државни пари зема и при тоа тотално мека кон државниот притисок. Тоа скандалозно беше тоа лигавење на професорите, вклучувајќи ја, тогаш беше и претседателката сегашна Ванковска со Груевски. Едвам се изборивме тука нешто со професорскиот пленум да ја направиме како пристоен закон. Беше тешко, али бакам пристоен закон 2018 или која беше таа година. Јавевме 5 професора од пленумот и тој закон го дававме тогаш на новата влада, на министерката Десковска или така, мислам дека беше таа вора. И сега повторно имаме најнов удар, каде што тотално тоа што остана од автономијата практично го исисува со новите решенија власта. Така да нема никакви шанси да тука да се засилат универзитетите. Беше државниот универзитет негде 1700-1800 место, сега е под тоа. Мислам заслужено паѓаат. Кога излезе листата, новинарите го праша министерката Јаневска баш зошто сме над дното. И таа кажа дека еден од причините, вината за неквалитетот го наоѓа во законот за 2018 година, закон за високо образование. Вие само што кажавте дека сте били дел во работна, односно во креирањето на тој закон. Дали што не функционираше од тој закон и дали министерката е во право, заради тоа што јас секогаш мислам дека има една традиционално ние како држава неуспехот го напредуваме со претходниот закон и претходната влада. Никогаш не сме одговорни, секогаш претходната влада и претходниот закон се криви за неквалитет. Дали што не функционираше од тој закон и дали е во право министерката кога вели така или тоа е само дел од наративот што владата сака да го форсира?
Па нормално, нема врска. Министерката е прилично некомпетентна за таа приказна. Не знам кој ги прави тие решенија во законот, она не ги прави сигурно, бидејќи не е способна ни да направи жесток закон, да речеме владен закон против универзитетот. Туку се обидува со тие решенија дополнително да ја засили државната контрола врз универзитетот. Значи, универзитетот во принцип има 3 нивоа на автономија. Има академска слобода, финансиска слобода и слобода на просторот. Кампусот универзитет има релативно рестриктивна зона за влез на униформирани лица, полиција, инспекција и т.н. Во сите 3 зони ние трпиме назадување, по финансиската зона најжестоко, но сега и академските слободи. Академските слободи беа засилени со законот од 2018. Таа веројатно во манирот на државните ВМРО-вски позиции, каде што сакаат да командуваат со начинот на контрола или контрола на професорскиот кадар и неговото напредување, и со нивната инсуфициенција, неприсуство меѓу професорите, вајда, сметаат дека ВМРО-вците се помалку влијателни, сметаат дека назадување е кога универзитетот е посамостоен. И од тој аспект, навистина, 2018 ние изборивме некаква минимална враќање на автономијата, целиден пасос беше посебно планиран во законот за автономијата, ја го пишував тој дел, точно знам кој член е тоа. Така што во таа смисла тоа беше појако, го намаливме влијанието на министерот, и се она веројатно смета дека тоа намалено влијание на министерот е скандал, дека треба да се врати, и го вратија во новиот закон. Практично они можат сега да менуваат во академската слобода, да оценуваат кои студиски програми може да ги укинат, Министерството може да ги укине, не консултирајќи го наставно-научниот совет, например. И се тука настанува или да отредуваат критериуми како напредуваат и како објавуваат професорите. И тука една каша попара направила, бидејќи нема никакво знаење како објавуваат, речеме, во општествените науки професорите, како објавуваат во техничките науки. Во техничките науки они немаат проблем да објават при напредувањето критериумите, бидејќи објавуваат најчесто колективни трудови, по повеќе луѓе се професори се подпишани и нивните часописи се полесно достапни, тие се импакт фактор. Кај социјалните науки тоа е скоро невозможно. Не може ни многу силен професор кој има меѓународна репутација да објави во часописи од меѓународни часописи со импакт фактор, се чека по година дена. Некаде и се плаќа, морате да платите за да објавите. Така што за нив е скоро невозможно, сега да не си издвојувам еден-двајца од нас што можеме да објавиме надвор, ама ние сме многу мало малцинство. За другите е навистина објективно невозможно да објавуваат, и во таа смисла практично они ги блокираат развојот на младите професори. А бидејќи најголемиот дел на професори веќе станале редовни, ти практично не го загрозуваш нивото на неквалитет меѓу редовните професори, тие се обезбедени. Ти практично ги блокираш младите да напредуваат. И со тоа правиш практично уцена, сега зависи од тебе кој од младите ќе просперира, треба да биде близок до ВМРО, па они да му се насмеа, да не го блокираат, да не влезат во инспекции за тоа. Значи целата таа, а тоа е незнаење, елементарно незнаење кои критериуми ќе ги поставиш за, да речеме, објавување на напредување во социјалните науки, во хуманистиката, условно. Потоа, овој делот на нивната можност да укинуваат програми е скандал, бидејќи Министерството е некомпетентно да го процени програмот. Дури и тој што е, например, они велат дека програми кои имаат малку студенти ќе ги укинат. Меѓутоа, например, музичките програми, кларинет, саксофон, контрабас, имаат по 1-2 студента. Што ќе прават со тие програми? Ќе ги укинат? Или македонски јазик, археологија, имаат малку студенти, по 2-3 студенти, што ќе прават со нив? По тој критериум на министерката ни треба тие важни програми кои никогаш не можат на основа на студенти да се проценуваат. Мора државата да има став кон нив. Овие програми се важни за културата на Македонија генерално, за незиниот мултикултурен карактер, да речеме, бла-бла. Тие ќе ги финансираме. И точка. И нема тука што. При тоа парите со кои они ги префрлуваат тамо не се на дедо им и на баба им.
туку се тоа пари од граѓаните, они само ги пренасочуваат, исто како во судскиот буџет, што не може да одлучат за тоа, може само да пребацат, они ги префрлуваат парите, а не ги оценуваат со парите програмите. И тука е све на опачка ставено поради пенетрацијата на политиката внатре во универзитетот, и ние сме сега 2 чекора назад од ситуацијата која имавме 2018 година. Ке чекаме некоја нова промена за да може да ја вратиме таа ситуација, па евентуално да ја подобриме уште понатак. Во целиот закон, во нацрт законот за високо образование, има еден добар дел на работи што не чинат, што ќе го загрозуваат уште повеќе квалитетот на високото образование. И ние како организација сме го толкувале фактот што еден 70% на професорите што се редовни професори на некој начин се амнестирани од овој закон. Заради тоа што нивните критериумите нема да важат за нив. И нашето толкување ни беше дека можеби ова е еден начин за купување на молкот на овие професори, на одредени, не можам да кажам за сите. И ова може да се потврдува со фактот дека бројот на професори што го критикувале законот, на редовни професори што го критикувале законот за високо образование е многу мал. Немаше никаква критичка мисла од страна на академската фела против законот, успоредба со 2014-2015 со професорскиот пленум. И што се случило умеѓу време? Зошто денеска гледаме дека професорите молчат, дека некој критикуваат еден законско решение што ќе влие лошо и неквалитетно уште повеќе за нашите универзитети. Зошто професорите денеска одлучиле дека треба да молчат кога би требало да зборуваат најгласно помеѓу сите за една вакво законско решение? Па затоа што власта пристапува на еден начин, за разлика од периодот на условно да кажем вулгарниот притисок на Груев Визмут во тој период и на неговиот министер за образование, сегашниот притисок на ВМРО е со корупција во основа. Они ги корумпираат професорите на два начина. Прво, платите на професорите по основа на државно одвајање, значи онаа која се рачуна како државна квота, буџетско финансирање зголемено. Кај некои професори, да речеме на правниот факултет, е драстично зголемено. Таков скок немало никогаш, ја не памтам таков скок на редовната плата. Ќе ви кажам детали околу тоа. Второ, со корупцијата на начин со тоа што старите професори се тргаат настрана, надвор од тоа и на некој начин се укинуваат некои од факултетите кои наводно се така наречени регулирани професии. Со тоа државниот факултет се корумпира, на него се укинуваат таквите факултети на приватните универзитети кои као се под немилост ставени и студентите се насочуваат кон државните. И сега одеднаш професориве по две линии се корумпирани. Прво, платите им се големени, второ, имаат шанса да добијат студенти плюс, инаку има криза на уписот на бруцаши на прва година. Ќе ви дам пример за тоа. На правниот факултет, на кој јас имам, економскиот е веројатно уште подобар од нас, имам увид, имав увид, платата на редовниот професор е најмалку 2000 евра. Редовната буџетска плата никогаш не била. Ние сме имали околу 1000 евра и потоа имаме приватна квота која доаѓа можда не секој месец, секој 2 месеца уште како една плата. Тоа е тој приход кој останува. Значи сега е дуплирана државната плата. Тоа никогаш не било. Сме имале покачување 5, 10, 12%, али никогаш не сме имале два пати по 25%, тоа е скоро 50, тоа е негде околу 2000 евра редовна плата, плюс они имаат магистратури редовно, тоа е дополнителен приход од околу 1500 евра по 2-3 месеца им се собира. Оние професори кои имаат докторати, тоа е 2500 евра по докторат, по законот 2 доктората годишно е 5000 евра плюс, они се пуни со пари.
И фактички, зашто ќе протестираат? Они имаат подобра плата и имаат шанси да добијат у прва година повеќе студенти, бидејќи правните факултети приватни се под притисок да бидат укинати, како регулирана професија, приватниот дел на пари со тие студенти ќе им се зголеми. Тоа никогаш не било таква ситуација. Таа корупција е жестока. И цена на тоа е влез на државата во контрола, прашањето на автономија одеднаш евапораис. Исчезнува, се испарува. И во таквиот судир вие фактички немате оружје. Што ќе им кажат? Ќе ви кажат, колеги, ние никогаш не сме имале болја позиција, сега ќе на апстрактни теми ќе расправаме за автономија на универзитетот, која нашата екзистенција упрашање, одеднаш дискусијата на јас забележав дека само една колешка од мојата катедра имаше некој текст против законот и ништо друго. Ни пленум, ни договори, ни претходните дури колеги, повторно една колешка од професорскиот пленум ја видов дека коментирала нешто малку во универзитетот. Во рамките на расправата во универзитетот внатре не е јавно. На мојата покана кај подкастот да дојат две колешки кои би требале околу тоа да зборат, тие повторно нешто исчезна и тоа е таа една клима која е ужасна. Корупцијата тука ги упропасти во ситуација, зборувам, на општа криза и осиромашување на остатокот на општеството. Сега тука една инеквалити се зголемува кај академската заедница, што е, мислам, елемент на молчење, односно залевање на устите со олово скоро. Тажно, заради тоа што университетите треба да бидат место на критичко мислење и тоа фали од самите професори, што тоа треба да им го дават и на студентите, да имат критичко размислување кон стварите. Интересно беше што Министерството за образование и наука во јануари не покани во средба да го презентира законот 15 сати пред закажуваше состанок. Ние категорично кажувавме дека не можеме да идеме од самиот факт што вие со вашата сопруга не можете да се договорите 15 сати напред, а камоли да идете за закон за високо образование без да го гледате нацрт законот. Но интересно беше дека првите што трчаа во тој состанок да го слушаат министерката и предлог законот беа сите ректори на универзитетите. И тие се помеѓу најплатените функции во државата, земаат повеќе од 3500 до 4000 евра. Сега, ако гледате што се случува во соседната држава во Србија, дека целиот тој отпор го води еден од ректорите, дали гледате дека тука и кај нас може некој од ректорите што ги имаме да биде водител на таков отпор? Скоро одговорот сам го дава, што е само аргумент на ова што претходно го зборувавме. Имаме ние хендикеп мал околу цело ова пропагање кое е пошироко, не е само на универзитетот, тоа е вака екземпларен момент. Потрагично е пропагањето и осиромашувањето на другите делови на населението, не на академската заедница. Од една страна, академската заедница е хендикепирана со многу ниско ниво на знаење, со еден супер пасивен однос на студентите, кои се разочарувачки незаинтересирани. Просто ги гледате во амфитеатар, гледате дека имаат еден циничен однос кон знаењето како такво. Учите деца и ден и ноќ, знаењето сила, знаењето е моќ, пропаѓа. Значи, они као да знаат дека моќта е негде на друго место, негде во некаква партиска дупка, во која треба да се пријават после знаење. Имате цел еден неверојатен цинизам на факултетите, кој не можете да го издржите, да го гледате, посебно затоа што знаете некакви подобри времења или имате идеали и се занесувате и како професорите, како професор. И второ, има не ми е тешко тоа да го кажам, ама има една неверојатно конзервативна линија на студентското движење, конзервативна и да не речам фашизоидна линија. Значи имате групи студенти кои се поконзервативни од нашата генерација. Тоа е едно ново топовско месо на национализмот. Спремни да расправаат, без да знаат за Преспа, за Бугарија, за албанци, само за Срби не расправаат.
тука се нешто малку уздржани. Абе за све друго се спремни да се расправат. И тоа е многу грда слика, многу депресивна слика. Против, потоа забележувате дека се против генерално, посебно зборувам за овие социјални, сега техничките науки немаше да зборувам за тоа, нема мислам, против сите еднаквости. Нешто им пречат сега правата на жените, да не зборуваме се за ЛГБТ плюс групите и ова тука, као некаков конзервативен дух да се развил од вампирски дух на минатото, па не ни минатото, ние у комунистичкиот период, социјалистичкиот беа појаки женските права, него се. Некој против еднаквостите, со некој квази патриархален момент чувствувате, што е, како да кажем, еден грд провинцијски трампизам, да речеме, условно, во една варијанта македонска, каква и да е, која депримира. Значи, тој елемент, ние не зборуваме сега за институцијата, сега зборуваме за човечкиот материјал во институцијата. Значи, имате две депресии. Депресија на институцијата, влез и на човечкиот материјал во депресија. И не можете тој материјал да го извлечете на никаков протест за права. Осем, како 91 година, да бидат против правата, евентуално на некого, што на албанци, на тоа може да направите. Али нешто да пролиберални права, за некого да се прошират правата, да, скоро да нема шанси и тоа е страшно. Тоа е депресивно, морам да кажам. Од каде доаѓа тоа? Па ние сме еден период на назадување. Има ситуации кога државите паѓаат во таков период на назадување. И сега тоа трае. Просто ние и власта и оваа цела ситуација ќе крахира во еден момент. Слушав едно предавање на еден квир теоретичар вчера, која беше уствари Джейн, жена, она е сега Джек, маж. Така што не знаеш како да ја собратиш, али као Джек ја слушав. И она вика, можда не треба работите да се поправат. Можда треба да дозволиме се да се распадне. Па да почнеме тоа да го прави. Во овој момент поправање на еден ваков систем со вака лош човечки материјал скоро да е депресивно, не знам ли има мотивација да го направиш тоа, да тргнеш во тоа поправање. Можда некои работи треба да и ние сме тука блиску до тој, условно не мислам распад на држава или распад нова, али распад на некакви модели кои ги воделе овие институции, можда треба да се почне малку порадикално да се расчистува со тој систем. И јас сум возбуден околу таа нова револуционерна енергија ако се јави, меѓутоа кај нас се уште ја нема, се уште е во зачеток, се уште е негде позади овие конзервативни фронтови. Едно од последните прашања за Закона за високото образование, што мислам дека е потребно да се толкува што ми текне да ви го поставам, е делот што владата мисли дека квалитетот ќе се дигне на универзитетите ако нема да биде вклучено моменталниот член што не го дозволува непотизмот во факултетите и во универзитетите. Ова тие го толкуваат како аргумент, го дава дека вие не можете да им го забранувате сонот на некој да стане професор како таткото или како некој друг од семејството. Како го толкувате делот што тие многу притисок прават и воопшто не сакаат да дискутират делот на непотизмот да не биде во закон? Па тоа е коруптивна ситуација која ние имавме на некои факултети кај што беа фамилиарно најчесто кланови присутни, на медицина беше тоа карактеристика посебно. И тука квази принципот на еднаквост, тој многу ме нервира тој принцип која ќе од незнаење, која ќе почнат мерит системот во две точки го користат за ова. Сега, во конкретен момент, и мерит системот за прием на припадници на националностите во или етнички заедници кои не се во мнозинство во администрацијата.
мери системот. Мери системот во принцип во овој случај функционира само како странична мерка и критериум, бидејќи луѓето не стартувале поради тоа се вика past since discrimination, поради времињата на мината дискриминација од еднакви основи. И тие не се во еднаква позиција се такмичат. Тоа е слично и со полагање на правосудниот испит. Не можете да ги ставите во еднаква позиција ако учеле по друг јазик, со нивниот јазик. Тие се во неравноправна позиција, ви ги дискриминирате. Исто е така, кога ќе дојдете во позиција да тие се во нееднаква позиција на моќ ако татко му работи. Сега не можете од премиерот да барате разбирање за тоа, бидејќи татко му го примил како асистент него тамо или тоа слично. Така што од него каква со разбирање за тоа ќе имате за тој принцип. Меѓутоа, тоа е принцип на моќ. Не можете да се такмичите еднакво ако тамо ви суди некој што е татко на некој кандидат. И тука едноставно не можете да избегнете критериум на исклучување на непотизмот. И сега тука можете да дојдете до некое прво, второ, трето колено, има такви некакви принципи кои ги ставате во основа. Меѓутоа има други шанси каде што луѓето талентирани од фамилиите кои имаат професори може да еманципираат, може да влезат во некакви приватни факултети, кај што тој принцип не ора, па може да се префрлува така натака. Нив не им треба поддршка, им треба поддршка на луѓето кои почнуваат од ништо и кои имаат само успех и само себе да се изложат во таа конкуренција. И тука тие бараат поддршка и тие бараат еднаков третман. Така што јасно ви дека е тоа корупција, елемент на системска корупција. Добро го спомнавте, мислам, кога гледате кој го предлага законот, можете да разбирате и зошто тие не сакат членот за непотизам да биде во самиот нацрт закон. Препоследно прашање, пак ми текнува едно битно прашање, како споредба да го правиме, ова мислам дека е еден од единствените предлог закони за високо образование, што денеска не ги знаеме кои се авторите на предлог законот, кои се тие што го изработиле законот. Намерно Министерството за образование и наука објавуваше, односно пратеше едно писмо до собрание дека авторите се овие во една работна група што и јас и другите во организацијата сме биле дел за да помогнеме, заради тоа што ние веруваме во институциите дека преку наш придонес можеме да ги смениме некои работи, не извади дека и ние сме во работната група, никогаш не сме присуствувале. Сега, која е логиката толку многу да се плашаат да ги објавуваат имињата? Јас секогаш сум верувал дека некој што е вистински интелектуалец, еден професор, што е крем де ла крем на општеството, никогаш не се плаши да се соочува со јавноста. Тоа треба да е токму тоа. Државното пенетрирање, целата логика на законот, кој се служи како бор машина практично во зидот на автономијата на универзитетот, не може да ги изложи и не сме, и мислам дека они немаат професорска група која го правела тоа. Они имало во тие работни групи, знаете, кога работите такво нешто, едно ниво е општа дискусија. Што мислат, тука можете да соберете професори, они ви кажуваат гачкиот принцип, ова ни смета, па примери даваат, па и тука една дискусијата се разводнува од 300 идеи. И потоа правите работна група која треба да ги направи членовите на законот. Тука нема зафрканција, тука се два-тројца кои треба да ја сработат. Тоа е црнечка работа по некој пат, кога волјата и идеите треба ги претворите у законски норми. Треба знаење, треба јазик да го контролира, тоа се вика номотехника на закон. И ние бевме 5 професори, од кои 3 работеа како црнци. Другите 2 ајде учествуваа уште плюс у 1-2 делови, ама треба да сработите нешто. И тоа е работна група која изработува текст на закон. Они тоа го работеле референти у Министерството за образование, тоа е 100%, тие законски одредби, а оваа група која претходно дискутирала за се и се што околу високото образование, тоа можеле да бидат работни групи, имаме проблем со ова, имаме проблем со она, бла-бла, тоа се општи. Имале некои записници општи и потоа го даваат тоа на групата која треба да го сработи нормата и тоа се скоро сигурно референти во Министерството за образование, никако професор тука не учествувал, или замолиле, немојте ова законот, во овие решенја не се популарни за професорите, не држите анонимно. Може и таква ситуација да има, некој од нив.
се надеваме дека ќе ни ги покажат имињата наскоро пред да го пратат во собрание за гласање. Го спомнавте преска делот на правосудниот испит и целата галама што се случило во јавноста и протестите на студентите, студентските протести. Не ми е јасно зошто има толку галама за едно техничко прашање и зошто престане тоа веќе да биде некаков на некој начин да биде дневна политика. Дали тоа го направат заради тоа што се ближат превремени парламентарни избори или зошто го користат веќе како една голема дневна политика делот на правосудниот испит сите страни. Никако не сакаат едно техничко прашање не само за тоа, туку и за другите професионални испити што студентите што студираат 4 години на свој мајчин јазик да може да го полагат истото на тој јазик. Да, па види, не е тоа, галамата не е баш без причина, од причина што изборната програма со која оваа партија ВМРО-ДПМН дојде не е конзервативна. Таа е голо националистичка програма. Да, емотивно националистичка, има три основи. Дека албанците ќе ги стават на своето место, бидејќи СДСМ и ДУИ преку корупција со ДУИ им дала премногу права. Тоа е првата основа, јавно кажена. Втората дека сите договори кои Македонија ги прифатила е притисок на меѓународната заедница и ние сме биле без кичма или без мекотелни и така нешто, па сме ги добиле. И они ќе ги поништат, нормално. Ништо тоа нема да направат, но не е важно, тоа е втората програма. И трето е дека таа консолидација нема да мрднат од место, што исто го прават за жал на целата држава, и дека патот на Европската унија ќе биде врзан за решање на повлекување валјда пораз на Бугарија во судирот со нас. И тие три ствари стојат зад таа приказна. Прво го укинаа балансерот околу приемот на албанците во државната администрација. Второ, генералниот однос кон албанците на некој начин е потценувачки, што ги нервира луѓето. Независно дали законот за јазици бил во некои одредби претерал, па Венециската комисија има мислење кај процедурите околу судските процедури дека е невозможно да се реализираат повеќе јазично, ама само кај судските процедури. Нека и другите прашања. Тоа хоризонтално ширење на употребата на албанскиот јазик е дозволено со член 7 на Уставот, пишува тамо дека има илјадници закони кои може да се носат со албански јазик во нетворк на една хоризонтална варијанта. Сега, они тоа го перманентно го прават и се овде дојде законот кај правосудниот испит, бидејќи веројатно и клиентите, правниците се малку повиспрени студенти, знаат за што се работи, и второ, реално се во понеповолна положба. Не можат да го полагаат испитот на еднаков начин, ако категориите правни ги учеле на албански јазик и сега треба да ги и прашањата за категорија за македонски јазик. Сега треба да мислат они 5 пати повеќе од колегата македонец. Тоа не е фер, мислам. И главното прашање, заради кое државата е во криво во овој случај, е што они го врзуваат тоа дека постапките во судските постапки одат на македонски јазик, и Венециската комисија вели дека тоа така треба и сега правосудниот треба да се учи исто така на македонски јазик. Тие две работи не се поврзани автоматски. Значи, за државата не им гарантира вработување во судот на студентите што ќе положат правосуден. Ако им гарантира вработа во суд, тогаш има логика да им бара да знаат македонски, бидејќи постапките у суд се на македонски јазик. Она не им гарантира. Луѓето може да полагаат правосуден и да не одат у суд. Може да застапуваат фирми, може да одат у странство, бидејќи и во странство полагањето правосуден се рачунат во кредити, ако испитот во Германија нема да ти го признаат, али некои кредити ќе ти признаат. И луѓето имаат мотив тоа да го направат. Или едноставно сака
држи фирма приватна, али сака правосуден да полага, бидејќи застапувањето на суд со правосуден е над 40.000 евра, која е тежината на спорот, само со правосуден можеш да стапуваш. Под тоа можеш и обичен правник да бидеш, знаеш, во фирма. Имаат разни мотиви, тоа е приватна иницијатива на студентите зашто сакаат да полагаат, не е нужно државна операција. И немаат право да го врзуваат. Имаат право да го полагаат на јазикот на кој ги учеле институциите. Ако они сакаат после тоа да се вработат во судот, можат да им бараат, во конкурсот да им бараат да донесат диплома за знаење македонски јазик, што се полага на филозофски или во некоја агенција. Они ќе донесат диплома и ќе завршат работа. Нема никаков проблем тоа да го направат. Они прават гест за да покажат сила во смисла дека ги дисциплинираат така наречените албански студенти и мислам дека ќе доживеат пораз. Прво ќе доживеат пораз, второ ќе доживеат правен блам. Се реагираше натрешната јавност експертска, па Албанија, па сега ќе почне да преговара, па влене во невозможна ситуација, не знае како да реагира, па таа почнаа некои политички символични проблеми, па ќе мора да преговараат, па сега сите стручни испити ќе ги стават на маса. Ако го пуште ова да помине, ќе поминеше само правосудниот. Сега сите стручни испити ќе бидат на маса, ќе мора да ги договараат сите стручни испити. Тоа е неписменост една и неоснована ароганција те воведува во ваква глупа губитничка позиција. И мислам го заслужија тоа. Професоре, фала ви многу што ни бевте гостин, многу го уживавме дискусијата што го имавме. Знам дека имаме многу повеќе да дискутираме, ама Да сме живи и здрави. да. Фала ви многу. Фала ви вас.